Драги гости, добро вечер на оваа така малку празнична верзија на подкастот Гол ручек. Значи имаме така една малце поспецијална прилика денеска. Тоа се 22 години од работата на издавачката куќа Антолог. Со Жарко и со неговиот тим, горе-долу по старите членови, по новите членови, така сме се среќавали во некои други пригоди. Со Жаре, значи, сме соработувале во еден период каков негов, proofreader, односно читач на делата пред да одат во конечна верзија, потоа исто така и како негов преведувач, едно време и конкуренција, кога работев јас за издавачка куќа. И навистина можам да бидам сведок на тоа како Жарко, значи, толку скромно го започна тоа патешествие со Антолог, кога на саем, значи, буквално има нешто не поголемо од ова масиче, значи, метро на метро, додека пак денеска, значи, респектабилна фирма која што на вистина знае како вистински барометар за да ги пронајде делата, да ги пронајде правилните и преведувачи и соработници и да може да го задоволи вкусот на сите читатели. И на оние што сакаат покомплексна литература, ама и на оние кои што сакаат нешто што би се рекло за разби брига, вака да го кажеме народски, односно нешто кое што ќе биде повеќе за одморање. Овој, значи, подкаст денеска во првиот дел ќе биде со Елена Конеска-Светиева, која што е познат преведувач од германски јазик, и исто така со преведувачот од шведски јазик Ивица Челиковиќ, кој што исто така е и поет и писател на романи. Воедно, значи, и Елена има своји авторски дела, значи не се јавува само како преведувач. Околу нивната активност, значи, малце по малце ќе се спојат, значи, коцките, ќе се спојат сите парчиња од сложувалката, како што ќе одат нашите прашања. Овие подкасти не се премногу, значи, теоретски, нема да биде некој расфрлање со многу тешки зборови, туку баш на вистина ќе се води еден полулежерен разговор кој што ќе отвори некои прашања, ќе објасни некои работи за кои што се интересираме сите. Сега, значи, напрво малку некои податоци за Елена Конеска, да не звучи дека треба да брани магистарска во моментов, па сега цела биографија, ама, значи, родена во Прилеп, основно и средно образование завршува во родниот град, а студиите по германски јазик и книжевност ги завршува на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Потоа во 2009 година магистрира на истиот факултет со трудот на тема интерпретација на телото и телесното во романите на Елфриде Јелинек. Како постдипломец престојува на краток студиски престој на Универзитетот Карлс Рупрехт во Хајделберг. Хајделберг ќе биде многу важен град затоа што се јавува и во едно делата кој што ги има преведено. Значи воедно сме тука и за овие дела, ќе објасниме и за нив подетално. А меѓу другите книги што ги превела се приказната за Вилијам Тел, Види кој се врати, една многу интересна книга со многу интересен филм направен по тоа. Добриот љубовник, и исто така мислам дека последниот ритуал од Ирса, ти кажи го презимето малце. Сигурдар Дотир. Уште еднаш е? Сигурдар Дотир. Така, да. И незиниот роман, значи, еднаш одигравме љубов, незиното дебютантско дело, за кое што ете пред малку дознав дека веќе првиот тираж е целосно распродаден, се надевам уште многу вакви распродадени тиражи и уште многу други напишани романи. Од твојата преведувачка актива, за околу 10 години имаш околу 11 книжевни преводи, што е навистина една импозантна бројка. Ако се знае дека јазикот од кој што преведуваш, германскиот јазик, не е ниту воопшто лесен, не е само многу лесно префрлување од еден систем во друг, а од друга страна постојат и огромен број на дела, исто така и огромен број на преведувачи. Како започна твојата преведувачка актива? Нели, секогаш мора да постои некоја иницијална каписла. Не знам, ми треба пари, сакав да ми се виде книгата добра, една професорка ме замоли да биде тоа 1-2 раскази, па потоа тргна. Кој е твоето
breakthrough. Прво им благодарам на сите што дојдовте денес на овој наш настан и што би сакале да чуете нешто, не само за мене пред се и за моето најновото преводно издание, за мојот последен превод. Но еве како што го почна разговорот Душко, значи кажа доволно увод за мене. Значи, јас како студент на Филолошкиот факултет во Скопје, на групата за германски јазик и книжевност, уште во текот на студиите, мојот интерес беше повеќе насочен во поглед на книжевноста. И се разбира, бидејќи студирав јазик, природно беше да се насочам кон германската книжевност. Но знаењето на јазикот беше клучен фактор за да можеш и тоа беше малку тешкиот момент, значи за време на студиите, јас се уште многу слабо го владеев јазикот за да можам да ги читам култните дела на германската книжевност во оригинал. И сето тоа си бараше малку време и многу напор и многу работа. Посебно кога студираш во матичната земја, на мајчиниот јазик, значи дури некаде откако завршив со студии, откако почнав да студирам, откако се запишав веднаш на мастер студиите за германска книжевност, дури тогаш почнав интензивно да ги читам делата оригинал на германски јазик и мојот интерес го насочив повеќе кон современата германска книжевност, што не значи дека не сум ги читала ни германските класици, ни легендарните германски дела, но поголемиот интерес ми беше кон современата книжевност и токму заради тоа и во рамките на современата германска книжевност ја одбрав и мојата магистарска теза, како што кажа во кусата биографија. Таа ме одведе во Германија, значи сватив дека седејќи само во Скопје и во Македонија не можам да го добијам она што го сакам и не можам пред се да истражувам и да научам доволно онолку колку што ми треба. Студискиот престој беше онолку колку што ми требаше за да допрам до информации, до литература и до консултации, се разбира. И потоа се вратив во Скопје и ми требаше уште долго време за да го завршам тоа, но ова го спомнам од причина што во тој период почнав интензивно да се интересирам за германската книжевност, а со тоа и за преводот. Значи, благодарение на тоа што веќе го знаев јазикот и почнав да читам на германски јазик, можев и да се пробам со книжевен превод. Сега, стартот во книжевниот превод тука би се согласил, секој е многу тежок момент, пред се почетокот, значи контактот со издавачите и довербата што треба да стекнеш кај издавачите, и затоа повторно, како што и Душко кажа, ќе морам тука да го спомнам Жарко Кујунџиски, кој што го запознав како колега на факултет, на студиите по книжевност и неколку средби сме имале заеднички предавања на факултет. Тој беше тогаш познат со својот перформанс спектатор. И во нашата генерација на студенти на Филолошки факултет веќе се знаеше за Жарко Кујунџиски. И со списанието Лоза. Исто така, да, во кое што многу од студентите објавуваат и делот поезијата. Јас едно време се пробав малку и со поезија, макар да во тој момент сватив дека не ја сакам доволно поезијата, но тоа е друга работа. Значи, дури откако привршував или работев на магистерската теза, тоа траеше неколку години, со Жарко се сретнавме на саем, и ти го спомна саемот. Значи, на саем на книга, и тоа во еден момент кога Антолог се уште на саем на книга беше со едно мало штанче, буквално 1 метро, 2-3 метра, колку и да беше. И Жарко беше сам со Александар Кујунџиски, со татко му, буквално мислам беше еден од најмалите штандови. И тогаш се го застанав, направивме 2-3 збора муабет и реков, јас сакам да почнам да преведувам и дали беше случајност или не знам, Жарко ми рече, да, јас во моментов баш барам имам една мала книжка за деца од еден швајцарски автор, во контакт сме со Прохилвеција и со авторот, тој сака да ќе дојде во посета преку Гете институт кај нас
И еве ние сме во преговори да ја преведуваме книгата. И така почна се. Жарко ми го прати фајлот, се работеше за мала интересна книга, која што јас ја прочитав со задоволство и се разбира работев известно време. Работењето беше многу професионално, значи неколку пати седевме буквално со Жарко дома и страничка по страничка, реченица по реченица ја проверувавме книгата, затоа што се разбира, јас колку и да го знаев јазикот, требаше тоа да биде многу прецизно и добро преведено на македонски. И ете имавме некоја среќа, сега не знам, не ги паметам сите детали, тоа беше 2010 година, значи имаш 10 години од тогаш. Книгата излезе и тоа е официјално мојата прва мала книшка, приказната на Вилхем Тел од Јерк Шубикер. Исто така во меѓувреме дојде авторот, бевме заедно во германска читалница во НУП и се запознавме, му кажавме, еве ние сакаме да преведуваме. Беше многу, мислам, тоа беа моите почетоци. Да. Добра, значи за тоа за моите книжни почетоци многу е заслужен антолог и Жарко Кујунџиски. Супер, одлично. Сега малце околу, да речеме, луксузот, што го викаме ние луксузот на преведувачите. Луксуз за преведувачите ако можат сами да си одберат книгата. Тоа е тоа. Многу често издавачите се тие кои што ги договараат нели книгите, а на преведувачот му даваат задача, еве ти ја книгата, па ти сега ќе се нафатиш или не. Може да не можеш да бираш, не имаш време да ја прегледаш книгата. Дали си го имала повеќе тој луксус сама да бираш книги или партизански, што ќе ти дадат задача, као добар скоевец ќе ја завршиш? Па и едниот и другиот начин. Мислам дека сите преведувачи некогаш преведувале книга по која што им била понудена, некогаш преведувале, предлагале книга и имале среќа да ја преведат книгата која што им се допаѓа. Имаше, се сеќава, веројатно се сеќаваш пред неколку години тој капиталниот проект од Министерството за култура, кога се преведуваше се и се што се преведува секакви книги и имаше еден период кога буквално издавачите, барем тие издавачи кои што работеа во тој проект, ги нудеа книгите на преведувачите, или јас имав можност само 2 книги да преведам од тој проект за друга издавачка куќа Арсламина. И тогаш да, искрено не беше тоа избор во смисла, туку имаш избор од листата на книги кои што треба да ги преведуваат, дури да бидам уште попрецизна, да речеме, еве се преведуваат познатите автори кои што добиле Бихнерова награда во од германската книжевност, и тоа беа избрани според мене, ете, не можеш да избираш, да речеме, еве Вилхем Генацино е добитник на, или не знам, на Нобелова награда, или Криста Волф. И сега не се бира некое клучно дело на таа авторка, туку се бира некое дело. Значи да, многу малку во тој сегмент, во тој дел, во тој проект преведувачите имаа можност да ги бираат делата, туку имаа можност да бираат, еве ова е ова што можеш да избереш и да преведеш. Така што сите што преведувале во рамките на тој проект, сите преведувале книги кои што се веќе претходно избрани и дадени. Али пак дали е тешко да се преведе таква книга, мислам, со оглед дека не влегуваш емотивно поврзана со тоа дело и не, во принцип јас мислам дека чист замеете во тој случај. Да, јас мислам дека секој преведувач кога ќе му го ја понудат книгата може да ја разгледа, да ја прочита, да рече ова можам да ја преведувам, ова не можам да ја преведувам. Значи во секој случај никој не е приморан да ја преведува по секоја цена, нели? Ние на некаков начин секогаш ги бираме книгите кои што ги преведуваме, нели? Ако не може некој и постои некој автор или некој дело кој што навистина не ми лежи, кој што уште во самото читање знам дека не можам да го преведувам. Така што во тој поглед најчесто бираш книга која што реално сваќаш дека можеш да ја преведуваш. Можеби нема да ја прочиташ цела, али читаш еден дел, половина книга, сваќаш дека можеш да преведеш. Дека јазикот е дека јазикот, стилот, начинот на кој што пишува, дека таа книга можеш да ја преведеш. Така што секој преведувач прво тоа го прави. А да, за среќа јас еве барем со антолог можам да кажам дека сум имала дури можности да предложам книга која што испаднала дека е прифатена и дека ја поминува супер и мислам дури има и такви моменти, така што тоа е уште поголемо задоволство, двојно задоволство можам да кажам, да. Да, ма се работи сепак за светски јазик на кој што има многу добра литература напишано и можностите за избор се многу поголем. Да, пред се зборуваме за современи автори, да речеме. Јас барем сум нафочена да преведувам современи автори. Да, не дека не би ги читала, али малку сум, не се чувствувам доволно спремна за некој автор кој што
Добро, може би и во современите автори некој автор нема да те лежи, али сепак некако сум повеќе насочена кон современите автори, кон она што се пишува, да речеме, во овој век, во оваа деценија, или она што е популарно, она што е хитно. Спомна тие германски награди национални, дали се секогаш тие добар параметар за Да, но не мора да за значи... тоа дека е книгата добра? Да. Има многу кои што се изгореле за тоа што, да речеме, виделе европска награда или слично, па излегло дека работата може Да, но не мора толку. да значи дека таа книга автоматски ќе биде популарна, читана и купувана кај нас. Или дека некоја книга која што е хит во Германија, автоматски и овде ќе биде хит. Значи, и дека таму добила награда, книжевна награда, на пример, на сајмот во Лајпциг или во Франкфурт, нели тогаш ги доделуваат главните книжевни награди. Да, јас ги следам, значи си секоја година тие книги, оние финалисти од Германија има, тука е многу строга, си доделува секоја година неколку познати награди, па има шорт-лист од автори книги кои што се популарни, тоа не е една, да речеме, станува збор за 10 книги кои што се објавени во минатата година, нешто што кај нас, да речеме, е само роман на годината, нели, прозно дело, или еве од тој тип на награда. Да, но тоа не значи автоматски дека тие книги би биле читани, барани и популарни исто кај нас. Значи, тука не би се согласила дека со исклучок на Саша Станишич можеби. Не сум потребно е прво да ја познаваш книгата, содржината, и тоа е многу деликатно деликатна проценката дали во која мера книгата би успеала кај нас. Али сепак тоа е работа на издавачите, нели? Околу оној практичниот дел на преведување. Да. Дали ти е потребно автоматска тишина, мислам онака тотална тишина, дали можеш понекогаш на автопилот да се ставиш да преведуваш, а при тоа да слушаш нешто, музика, можеби некој документарец некаде во позадина, без многу фокусираност. Дали книгата спомна дека ја читаш барем половина да видиш дали е добар јазикот. Моја пракса, на пример, е некои книги сум ги прочитал целите пред воопшто да сметам дека ќе бидат преведени, но ако било некој од тие дадени задачи, сакам да ја прочитам до некаде при крајот, ама потоа последните страници да си ги оставам како задоволство и за себе, за и мене да има нешто кое што ќе ме вози додека преведувам, не знаејќи го крајот, може ќе има некој пресврт, некој плот твист, или да речеме кај тебе буквално мора да биде прочитана 2-3 пати пред да биде преведена. Па не стигнувам баш 2-3 пати, али еднаш сигурно ја читам пред да Од почеток до крај, значи нема она оставање. Па не си оставам, јас сакам прво да ја знам книгата целосно, дури и крајот, па потоа да почнам да преведувам. И реално имам време додека почнам целосно да ја преведувам, ја читам до крај. Али еднаш ја читам, потоа ја читам паралелно со преведувањето. Ме праша за ритуалите за преведување. Па сум преведувала секако. Сум преведувала и во канцеларија предходно, кога си имаш простор да сум преведувам и дома, преведувам и дома во гужва. Сум преведувала и во апсолутна тишина, затоа што преведувањето се повеќе станува креативен истражувачки процес, нели, веројатно знаеш и ти. А во последно време и со последните преводи морам да бидам искрена, станува и социјален процес, затоа што преведувајќи една книга имам потреба да разговарам со луѓе. Например, еве, преведувајќи ја последнава книга многу ми помогна сопругот дома, татко ми, не знам, комшијата, некој кој што знам. Во последно време сваќам дека комуникацијата додека работам, додека преведувам, понекогаш ми треба нешто да прашам. Значи, најди ми добар збор за ова, да, некогаш ја читам книгата, знам што е, нели, секој преведувач се сретнал со тоа. Знам што е суштината, али не го знам зборот, али знам кој би можел да го знае тој збор. Тогаш мораме почнуваме да прашуваме, да комуницираме и така се развива разговор околу книгата. Инаку можам да преведувам секако, можам да преведувам и со телевизија, и со музика, и со галама, и во тишина. Да, понекогаш кога истражуваш околу некоја тема, нели мораме за многу работи мораме да гугламе, да истражуваме, фала Богу што сега имаме интернет, па можеме се да прочитаме. Некогаш треба можеби повеќе концентрација, повеќе време за некоја работа. Ми се случило и да оставам дел од реченицата да обележам, дали на секој тоа ни се случува, па подоцна да ти дојде вистинската идеја, или да прашаме, да се консултираме со колеги. Значи тоа е нормално, мисля че не сите преведувачи така работиме, да. Да, тоа е
Музиката да, важно е и особено јас додека преведувам мора да е музика која што се вклопува со тематиката внатре, со времето, тој период и веќе по некое време иста таа музика веќе не се ни слушавам, му дава некоја да речеме ритмика на целото работење. Да. Истражувањето исто си бара. Например за една книга конкретно која што се бави затоа што преведувам од бугарски на македонски. Оние години на 90-тите кога беше и кај нив некоја транзиција. Мислам дека изгледав едно 50 документарци за да видам колку било тешко, нели, гладувањето таму, приватизацијата, мафијата и се тоа за да може човек да влезе во контекстот. Оваа книга, значи твојот последен превод претпоставувам, од Саша Станишич, Потекло, која што добива германска книжевна награда за 2019 година. Саша Станишич е босанско-германски писател. Значи, таткото е србин, мајката е босанска муслиманка и на негови 14 години, 92 бегаат, нели, за Хајделберг, истиот град каде што... За Германија, случајно се позна. За Германија, да, ама значи една од оние приказни кои што не се малку во тој период. Јас и ти како генерацијата на 80-тите ги памтиме тие моменти. И кога се чита оваа книга, значи на секое спомнување на местата од типот на Книн, Вуковар, Сараево, Горажде, Сребреница, не е баш спомнување на екзотични места. Знаете, една е работа кога словенците го спомнат Охрид или Херцег Нови со некоја таква златна, летна, да речеме, конотација за одмор. Ние за овие работи имаме мрачни моменти. Дали кога преведуваше книгава на некои места емотивноста беше повеќе засилена, дали ти се навратија, се отворија некои работи кои што можеби си ги потиснувала? Да, дефинитивно, значи, уште откако ја прочитав книгата, уште поточно откако го прочитав првиот роман на Саша Станишич, кога Војникот го поправа грамофонот, преведен уште пред неколку години кај нас, реков, да, јас Саша сакам да го преведувам. И тогаш се јавив кај издавачот што го имаше правата, испадна дека книгата речиси е преведена. Добро, ете по неколку години ми се исполни желбата да го преведувам уште подобриот, најновиот роман на Саша Станишич и на моје огромно задоволство беше вистински погодок што Јан Толбук ме исконтактира баш дека тие го има правата. Значи, ово кажувам како едно огромно задоволство затоа што пред да ми биде понудена книгата за превод, јас веќе имав прочитано за книгата и навистина сакав да го преведувам Саша Станишич. Дури ми се чини дека и разговарахме накратко со Жарко неколку години од како излезе неговиот прв роман. Да, во принцип можеби тоа е нешто што емотивно не врзува и ме привлекува за книгата. Можеби начинот на кој што Саша книгата е 100% автобиографска. Значи се што е напишано се е вистина. Наратор еднакво на автор, ако за некоја книга може да се каже тој еквивалент. Буквално авторот си го раскажува својот живот и своето дејство и се она што го доживел, али не е патетична книга за војната во Босна и Херцеговина како што знаеме многу други. Значи напротив, книгата е многу мислам, за сите што ќе ја прочитат, книгата е многу ведра и лесно оди и за читање. Но, да, го имав онај момент на препознавање. И не само моментот на препознавање на враќање на тие почетокот на 90-тите години, кога се уште бевме деца и бевме мали, но бевме доволно, како што речете, или свесни или несвесни за нешто што се случува во наша близина, во нашата претходна татковина. Зависи кој како некој тоа сме го доживеале индиректно, например, на почетокот на 90-тите години, јас каде што живеев во Прилеп со моите родители, имаше интензивно доаѓа деца, ми се дружеле, сме играли деца кои што доаѓа од Босна, нели? Па кажувавме, да, тие се бегалци од Босна. Значи интензивно имаше еден период да доаѓа семејства цели како бегалци, нели, кои што еден од родителите македонец или имале некакви врски, нели? Да, имаше и други семејства кои што прифаќаа бегалци да им помогнат да ги накранат. Сите на некаков начин имавме контакт со тие семејства или со деца кои што доаѓаа од тие семејства. Да, тој момент ме потсети директно во раскажувањето на Саша.
се препознав многу во многу работи, дури и не само од 80-тите и почетокот на 90-тите години, затоа што реално Саша е 2 години постар од мене, значи генерацијски сме многу близу и времето за кое што зборува на некаков начин и јас сум го доживела тука. Значи, основното училиште, раните, доцните 80-ти години, раните 90-ти години, и ние овде, сакајќи или не, слушавме се она што се случува горе во Хрватска и во Босна. И сите сме сведоци за тоа, да. Да, имаше емотивни моменти кога Саша кажува за пионерската заклетва и кога ја рецитира пионерската заклетва, која што е буквално пренесена на српско-хрватски во книгата и е преведена потоа. Саша ги преведува сите работи за германците да разберат, дури и песната, и химната на Југославија, и југословенските песни народни, и пионерската заклетва, тој ги преведува и ги објаснува на германците. И го имаше оној момент, чекај, па ја знам ова, јас се сеќавам на пионерската заклетва, да можам да ја рецитирам, нели сите имавме на својот мајчин јазик беше на македонски. Вистина испадна дека јас ја паметам цела на македонски, ја напишав онака како што си ја знам, потоа ја проверив. И ја напишав македонската верзија на сега на овој ден. Така, денес кога станувам пионер, давам честни пионерски збори. Испадна дека ја паметам, значи многу работи што сме ги учели во детството, песнички, стихотворби ги паметиме уште, затоа што се останати од времето кај нас. Да, имаше многу такви емотивни моменти, значи не само во тој момент, на пример, моментот со бабата е, ако првиот дел на книгата па и до крај целосно зборува за тој момент, или моментот за Хајделберг, вториот дел од книгата, значи јас се имав таа среќа и во тој момент имам едно добро совпаѓање. Јас го познавав Хајделберг и знаев што значи да бидеш странски студент во Хајделберг и какво е чувството и она буквално кога го читав или кога го преведував, реков, па да, така е, баш токму така е. Така реагираат соучениците, студентите, така реагираат граѓаните во Германија. Така е, тоа сум го почувствувала на собствена кожа. Можам да го потврдам дека точно зборува во книгата. Дали ти помогна околу топосите, на пример? Јас имав една слична книга, се случува во источна Германија, мислам, од бугарски автор, таму отишол на студии за време на комунизмот и имаше некое место, не е Фрајбург, Фрајберг. Мало место, Саксонија, така нешто. Морав да изгледам на YouTube некој што снимал од местото, за да можам да ги доловам истите објекти и споменици за кои што зборува нараторот во книгата, за тоа што за нормално нема за секоја книга да фати патување да направи. Тебе тоа сигурно многу ти помогне што ги паметеш, мислам, тие ресторани се таму, некои од тие го паметев Хајделберг, 2004 година беше кога бев во Хајделберг, го паметев центарот на градот, го паметев тој стариот дел на градот, на кој што паралела ја прави Саша во книгата, каде што живеат старите германци и тие семејства, и каде што многу тешко можеш да најдеш стан или соба како подстанар, значи тој момент јас лично го имав како искуство. И исто така го паметев во оној момент, не знам кој дел од Хајделберг беше сега, знаете, топосите и местата можеби не Кафе Бурхард, кој што го спомнува, исто така многу добро знам како изгледаше. Добро, можеби се потсетив малку, изгубила видов како изгледа во некое време. Али да, тие моменти ми беа многу познати, тие куќите кои што ги опишуваше, какви се тие, како изгледале. И како изгледаат зградите во другиот дел на градот кај што живеат мигранти, странци, доселеници и бегалци. Значи блокови згради големи, како и секаде во Европа што живеат мигранти. Значи тоа е строго поделено. Се знае кој живее таму, се знае кој живее ваму. Што не значи дека тие нема да бидат гостолюбиви и срдечни со тебе, но едноставно сакам да кажам, а и тоа и Саша го спомна во книгата, нели, бараш стан, ама ти гледаат дека си странски студент. Ти си Саша, зашто не си Сацха, со онакви правопис да си... Јас во тој момент немаше на интернет, јас по телефон барав и тие по самиот акцент гледаат дека си странец, дека не си германски студент и автоматски ги имаш првата препрека. Потоа ако ти им кажеш име и презиме од каде доаѓаш, имаш втората препрека. Значи има издавачи на станови кои што не сакаат да издаваат на турци, има кои не сакаат да издаваат на муслимани, има кои што не сакаат да издаваат на балканци, имаш секакви. Значи она што го кажува Саша е многу, дури парите тука не играат улога, да. Значи затоа во правило кога вика така, да. Секој дом е случај, вели тој. Тоа му една од оние круцијални нешта што ги кажува и на интервјуата и како максима. Секој дом е случај.
Значи, нели обично домот сами си го правиме. Зошто во неговиот случај тој е случаен дом? Тоа е клучна реченица, ми се чини, што објаснува пораката на целата книга, што објаснува всушност идејата и мотивот зашто Саша Седнале го напишал Потекло. Значи, Саша не пишува за своето потекло дека тој потекнува од Вишеград, Босна и Херцеговина. Тој сака да ја опише приказната за повеќето негови потекла. И насловот, германскиот наслов Herkunft не значи само потекло, туку и множинската форма на самиот, иако многу необично звучеше на македонски потекла, да го ставиме, па се одлучиме за потекло. Инаку имаше една дискусија со авторот, со другите преведувачи, како би било насловот да биде во множина. Значи, зашто идејата на авторот беше да покаже дека има повеќе потекла. Дека не е потеклото, што е потеклото? Да местото кај што сум се родил, мајка ми, татко ми од каде се, куќата, или како што буквално кажува, кај сум се родил, родилиштето. Или едноставно сака да покаже дека тој во моментов се декларира, има германско државјанство како германски автор, како германец, кој зборува нормално јазикот. Тој не е, сака да каже, тој не е тој што одлучил, како многу други денес, да замине во Германија и да го продолжи животот таму, свесно. Сака да каже дека неговото потекло или неговиот дом буквално стихијно го одвело во Хајделберг, буквално стихијно останал таму. Така што, да, онај момент на случајноста на потеклото за кој што зборува, тој е клучниот момент и целата порака и за окружувањето на крај на книгата, кога зборува кога се враќа во Скоруша и кога зборува за своите предци, всушност цело време аудира на тој широк поим на потеклото и на онај наднационален момент на потеклото. Како што би Јерковиќ за него напиша, века, кад сам први пут чуo за Сашу Станишича, помислил сам како е само еден од оних што продае Западу некакав Балкан у немачком целофан. Значи, мислел еве уште еден кој што ќе пишува за војната, ќе направиме од тоа хроника, значи мене конкретно секоја година обично, не знам зашто сакам нешто пак да се навратам на историјата на Југославија, препрочитувам некои работи, има еден многу добар документарец The Death of Yugoslavia од BBC, Смртта на Југославија во 6 дела и почну од првите немири што започнуваат на Косово, се до Дејтонскиот мировен договор. Оваа година го пресвокнав заради ова. Мислам дека ова пак ме наврати на тоа. Среќа што има и добри моменти на кои што се навраќаат луѓето, мислам не е значи патетична книга да го речи ти. Го има оној модел на бабата, нели во сите балкански книги. Бабата истовремено нели сурогат родител најчесто, ако се луѓето на работа, тоа е најдобрата варијанта. Ако не ди Боже не се живи, па бабата се грижи за детето. Бабата кај што те носат за викенд, па нели секаде скришно, секогаш колку и да нема ќе се најде бомбонче, наполитанка ќе отвори. Навечер културно забавен живот баба раскажува приказни, барем моето искуство е дека баба ми била извор, ми била и цепенков и хранителка и се навистина втора мајка. Гледам дека во едно од твоите интервјуа описот на бабата многу лесно ти оди, токму поради тоа што имаш ист модел на кој што можеш да се по кој што можеш да се водиш. Мислам, не извала Богу, нема во војна, ама околу тој дарежлив едукативен дел. Да, првиот момент кој што на совпаѓање на препознавање што најдов во книгата уште читајќи е бабата, пошто бабата е централен лик до крај. Всушност таа е идејата за која што Саша се враќа во Босна, постојано тој се враќа заради баба му што е таму. Веројатно и врската со бабата по мајчина страна е многу голема и кога седна вака па викам точно, па сите сме имале баба некоја, дали е по мајчина или по таткова страна не е битно. Баба која што не чувала извесен период од нашето детство, кај која што сме престојувале, например, јас бев сличен случај како Саша, например. Јас од понеделник до петок си живеев кај баба ми. Додека бев основно, до кај
7-8 години. За викенди ме земаа родителите, затоа што ми беше поедноставно, отколку да дојдем. Дури еден период ја само спиев ноќе навечер, потоа преку ден си поминував. Така што мојот цел живот, практично детски живот, па и учењето, училиштето ми беше многу поблиску. Така што многу добро го сватив тој момент на поврзаност, на врска со бабата што ја има, на Саша, и се разбира, тоа не е таков тип на баба како што ја опишува Саша, нели секоја баба си е посебна, али сите го имаме оној момент на бабата и она што ти го спомна. Добрата вила е бабата, значи бабата е добра вила. Она што се наоѓа во фиоките и во витрините кај бабите, тоа е исто така многу битен момент. Секогаш ми било задоволство, тоа го има и во книгата, да седнам сама во собата и да чепкам по фиоките и да наоѓам некои работи кои што никаде не можам да ги најдам на друго место. Да, и тој момент го имав кај баба ми. И да, многу емотивно, многу ме поврза, многу бев среќна кога го читав и кога го преведував тој момент со бабата, да. Бабата на Саша доживува некои 87 години, значи, до погребот. Јас имав баба која што исто така како Саша станеше, беше дементна и почина сега пред неколку месеци. Во моментот кога јас преведував за книгата за баба му на Саша, слушнав дека починала баба ми, значи нешто што ми се случи, она. И тогаш се навратив. И тогаш се навратив на мојата баба, кој што последните 2-3 години и секое посетување таа тешко ќе се сетеше на мене, оној момент што го има, нели, со губењето на сеќавањето, па дали ќе ме препознае или нема да ме препознае. Тоа вистина го имав осетено последните неколку години и ете баш тоа чувство имав можности да го преведувам и да го сватам и да го. И да, тие моменти, како што кажа, не само што се неопходни, убави и добри, едноставно влеваат со позитивно чувство, убаво задоволство некое, кога не само кога читаш, а посебно кога преведуваш. Нели кога преведуваш си можеби и се неопходни за да добиеш по-интересен, по-веродостоен, по-убав превод. Сум се обидел со моите ученици да им се долови тој момент на бабите, мислам, сите имаат баби, фала Богу. Но овие се модерни баби, овие не готват од ништо да направат нешто. Овие се баби што се јавуваат до Доминос, нашите баби што одат на спа центар, значи ова е малце подруг момент. Да, зборуваме за баш нашите баби што беа во генерација до 90 сега, да не звучи дека малце ги ограничуваме, ама да, значи бабите на децата родени до 90-тите. Сега малце околу твоето авторство. Како преведувач, мислам дека барем и од книгава, да не откриваме сите работи, затоа што мислам дека ќе биде многу добро четиво, што ќе може да се чита на парчиња и ќе врати некоја носталгија, ако не знам, Вучко, Олимпијада, Братство, единство, се до кај 90-тите. Твојот роман еднаш одигравме љубов. Како се роди идејата, како реши да го напишеш и ако веќе ја кажа рутината на преведувањето, сега арс поетиката да ме откриеш на пишување. Па ви, истиот муабет го кажувам секогаш кога ќе ме прашаат. Јас не се гледав како автор, туку се гледав како преведувач, како книжевен преведувач и денеска си кажувам дека јас би сакала да продолжам и да станам добар книжевен преведувач и се уште се надоградувам и учам во тоа поле. Авторството некако ми дојде случајно, што не значи дека не сум се обидела да пишувам и на помлади години, но имав некаков застарен файл во компјутерот со некаков си момент кој што сум го напишала некогаш и решив да почнам да пишувам, да се пробам да пишувам и почнав да пишувам и беше и така некако тргнано, но во еден момент сфатив дека немам приказна и дека тоа нема да може да биде нешто кој знае што. И тоа траеше многу години, значи романот се појави 2016 година, веќе година или година и пол претходно веќе беше завршен, значи овој роман сум го пишувала на помлади години, некаде околу 30 на години кога сум имала можеби. И одеднаш некаде за година-две буквално се случија некои работи и самата приказна ми излезе на површина. Јас почнав да ја следам таа приказна што ми се случуваше во мојот живот. И соодветно на тоа да ја пишувам мојата фикција, нормално она што кога го пишуваш секогаш имаш можности да си пливаш во многу поголемо море од зборови и идеи.
И потоа едноставно природно успеав да напишам некоја полулюбовна, полуемотивна, полуавтобиографска книга која што по договор со повторно со Антолок и со Жарко успеавме да ја објавиме и без некои големи очекувања, јас баш тогаш и реков, нели, како непознат автор кој што прв пат напишал дебитантска книга, ќе бев среќна доколку книгата ја прочита некој, јас така викав, ако книгата ја прочита некој што не ме познава, нели, што чисто му се допаѓа описот на книгата или слично. Книгата многу добро одеше, неколку пати ми се јави Жарко, рече супер ти е книгата и продолжи да пишуваш. И денеска ми вика зашто не пишуваш. Истото не првиот тираж, така што и да сака. Неколку години претходно ајде напиши нешто. За жал се уште не сум во состојба да пишувам на таков начин. Јас имам неколку кратки прозни дела кои што можеби ќе ги објавам кога ќе ги имам во некоја финална форма. Се уште сметам дека тој роман што излезе ми беше некоја случајност. Ете, како Саша, што е потеклото случајност, и мене ми беше така. Али морам да спомнам задоволна сум што имав добар фидбек од луѓе кои што случајно го откриле, го прочитали и им се допадна. И тоа е доволно добар мотив за да размислиш дека можеби некој би ги прочитал и некоја втора моје дело. Независно дали се работи во романескна форма или било каква друга прозна форма. Така што се надевам дека можеби за скоро време ќе има уште нешто друго ново. А дали околу градењето на ликовите во романот имаш да речеме некои прототипови, спомна дека е нели полуавтобиографска? Да. Дали има првин градење на костур, па го полниш со месо, со кожа, со како е за тебе пишувањето, затоа што луѓе прават скици, а познавам и писатели кои што ги врзуваат реченица по реченица, па потоа како не им се вклопуваат нели она флос што го викаат нели кога гледаме серии, кога има некои такви празни недокажани места, па се навраќаат после да дошијат таму. Кој е твојот вака готвачко шивачки рецепт на правење книга? Па со оглед на тоа што како што реков малку стихино сето тоа почна, приказната ми се случи и јас и почнав да си ја следам таа приказна. Сега нормално, на некои моменти, нели, како и секој автор, си давам слобода да направам некој, да искреирам, да создадам некоја своја фикција, некој свој лик, значи не можам да кажам дека буквално како Саша Станешич го следев мојот автобиографски тек. Значи сепак се работи за фикција, али како и секој автор јас имам многу мои моменти, мои карактеристики, мои особини во ликовите кои што ги работам. Дел се ликови кои што се работени по некои шаблони како и секој автор, од книги од автори кои што ти се допаѓаат, нели. Сите пред се сме читатели, читаме многу. Книги кои што ме ставиле впечаток во моментот кога што сум во тој момент какви книги сум читала, мојата емотивна, психофизичка состојба во моментот кога сум се случувале тие работи. И сигурно, како што ти спомна, потоа имаш уште неколку навраќања, многу корекции, многу промени. На почетокот го напишав романот во трето лице. Потоа сватив дека ќе биде многу повпечатлив ако го напишам во прво лице. Па целиот го преправив го пишував во прво лице, значи имав и таков момент, така што решив да го доближам многу повеќе до мене, да биде. И затоа реков можеби е полуавтобиографски, затоа што си решив. На почетокот чувствував малку многу страв да пишувам во прво лице, нели. И затоа го оставив да биде некако нарацијата некој чекор подалеку. Потоа сватив дека впечатокот ќе биде многу подобар. Се охрабрив, такам да кажам, при крајот веќе кога сватив дека можам да пишувам, затоа што да бидам искрена, јас на почеток реално и не знаев дали ќе успеам да завршам. Да, тоа секогаш постои како главна стапица на крајот, како да се заврши се. Затоа што реално јас немав крај, не знаев како да завршам. Крајот беше многу момент кој што ми требаше многу време. Многу приказни кои што ги променив. Многу довиеш се модерниве писатели, мислам, наша генерација да кажеме, па и помлади, нели, роман на годината што добивате Петар, Фросина, Давор. Сите тие
вака во некој неформален муловет, вика, првим го знам крајот, вика, па потоа се навраќам назад. Значи, ти идат на некоја позихерашка 100% варијанта, кај што не може да се утне кога ти знаеш кој лик треба да го убиеш на крајот или да го разведеш, да го оставиш, да го напуштиш. Тоа може би уште подобра опција. Кога имаш приказна и знаеш како треба да заврши приказната. Тоа е као онака back planning, онака, од крајот па напред. Значи, спомна, окей, преведувач, мислам и со ова ќе завршиме, за преведувач си, пишувач си, читател, секојдневен си. Вака со оглед на една Марко Цепенковска линија, да кажеме, по некоја таква прилепска линија. Прилепчанка сум. Да, реков, да, прилепчанка си. Нели, Марко Цепенков како терзија, како Шнајдер, многу често работите кои што ги слушал од своите муштери, додека им ги средува, нели, палтата, панталоните, облеката и отпосле ги запишува. Но бил многу добар слушач, така што дури и Силјан Штркот, кој што е негов авторско дело, има некои слоеви кои што претходно се од други приказни, од други легенди. Каков слушател е Елена? Дали луѓето ти се отвараат за своите приказни, па ти од тоа потоа можеш да пресечеш и да одбереш што ќе влезе во твоите приказни? Апсолутно, значи, како што спомнавме, за да бидеш автор, треба да бидеш читател, треба да бидеш слушател, многу добар слушател и наблюдувач, многу добар наблюдувач. Значи, сите тие три елементи се многу битни. Ќе му го земе спектатор местото на жаре, неговиот си е спектатор. Наблюдувањето е исто така добар момент, значи сите тие моменти, слушањето, туѓите приказни, реално да, туѓите приказни се тие кои што се најчесто ги не мотивираат и не ни даваат слушањето, али и преработката на тие приказни, зашто да бидеме реални, многу често ги преработуваме тие приказни. Нема автор кој што буквално ја презел или реално ги преработуваме тие приказни. Мора да има филтер некој, да. Мора да има филтер, мора да има некоја фикција, мора да има нешто свое, значи да внесеме нешто свое. Може би не знам колку добар слушател сум, ама многу добро ги наблюдувам работите. И третиот елемент исто така го имам. Еве, не знам што да кажам, во последно време имам некоја идеја да ги следам некои трендови во секојдневните општествено-политички случувања, се она што ни се случува, на некаков начин да некои лични судбини, човечки судбини, дали се наши или на некои блиски, да ги доживееме и да ги раскажеме како приказна. Тоа е исто така еден момент што би сакала да го опишам, али се надевам дека за брзо време ќе успеам да ставам на хартија нешто што ќе биде вредно да се прочита и другите. И јас вакво, значи ти се заблагодарувам и ти посакувам да напишеш уште многу работи, да го реобјавиш и стариот роман, нели првиот, и уште многу успешни преводи како овој, со кој што навистина луѓето ќе уживаат додека читаат, затоа што секој збор си е на свое место, не се чувствува никаде дека нешто фали, дека нешто е лошо преведено. Навистина, мислам дека си завршил убава работа, макар и да одела реченица по реченица. Фала ти за овие убави зборови, за овој убав разговор, иначе за романот не е само моја заслуга, значи е заслуга на многу луѓе, како што кажам, буквално сите околу мене ми помага за да овој конечен производ биде ваков како што е. Се завршиле супер тимска работа. Благодарам и вам, мала пауза од неколку минути, па ќе одиме со нашиот втор гостин.